Да. Да. Снимањето е во тек, да. Може да почнеме. Добро. Значи, од мене, уште еднаш фала ви на сите што учествувате на овој вебинар. И како што спомна Анастасија, ова ќе биде за да накратко ви кажеме што е она кое што следи. Има многу новости, го менуваме малку концептот на Next Gen Academy, највеќе водени од фидбекот и од вашите потреби, бидејќи целта наша е да направиме што повеќе сметководители од овие простори, да може да работат со американски компании. А за да оствариме целта, секако дека го слушаме вашиот фидбек и затоа и се менуваме. Така да, ајде да видиме како се менуваме и да видиме што може да очекувате во иднина од нас. Ќе започнеме прво накратко за оние кои што можеби не знаат или кои што не ја чуле нашата приказна. Како започнавме? Сакавме да ви дадеме еден мал осврт за тоа каде бевме кога започнавме и како се развивавме along the way до ден денешен. Значи, најпрво кога започнавме, имавме јасна визија што сакаме да направиме. Сакавме да ги понудиме сметководствените услуги на американскиот пазар, меѓутоа се соочивме со чалендж дека не знаевме како. Едноставно, не знаевме како она знаење кое што го имавме овде, пред се кај Анастасија, како да го споиме со тоа што американските компании, американскиот пазар in general го сака и го бара. Ни беше јасно дека има недостиг на сметководители, недостиг на кадар, ни беше јасно дека имаме простор каде да се развиваме и како да се развиваме, дека постои некаков opportunity, меѓутоа не знаевме баш како тоа да го склопиме. За да започнеме, нормално дека почнавме да учиме и да бараме начини како. Меѓу останатите работи се сачленивме во многу мастермајнд групи, се споивме со доста луѓе кои што ни помогнаа да влеземе на тој пазар и после многу обиди, време и трошоци, да бидам искрен, успеавме да дојдеме до нашиот прв клиент, што беше сметководствена компанија од Америка, која што бараше аутсорсинг или бараше помош за тоа да си го зголеми својот капацитет и да може да ги обслужува своите клиенти. Ова е накратко како изгледаше целиот наш пат. 2019 ја започнавме Next Generation Company и Next Generation беше компанија која што градеше тимови локално во Македонија, ги обучуваше со сите оние вештини кои што се потребни за да се поддржи сметководствена компанија во Америка и после тоа на организиран начин во форма на услуга ги испорачуваше услугите на американскиот пазар. За потребите на Next Gen отворивме неколку канцеларии низ Македонија, обучивме повеќе од 100 луѓе, поминаа во нашата компанија и можам да кажам дека најголем проблем и најголем фокус ни беше да го скратиме времето на тоа колку е потребно од некој, да се изразам, од клупа или што немал никакво знаење со работа со американски стандарди, да го доведеме во ситуација да може самостојно да поддржува американски клиенти, во ова време сметководители. Го почнавме, ова ни беше потребно, негде мислам дека ако не грешам Анастасија, околу 12 месеци, ни беше потребно за да доведеме некој да може сам да поддржува клиент и сега можам да кажам со гордост дека после повише од 6 години го следовме тоа на некои 2 месеци. Значи со многу работа, процеси, документирање на овие процеси, успеавме да го сведеме тоа, да го спакуваме за да можеме некој комплетно да го обучиме за нашите потреби во нашите компании, да биде сапорт за американски бизнеси. Значи, ова започна 2019, како што реков, и после нормално тоа прогресираше, како и во повеќето бизнеси, во отварање на компанија во Америка, која што поддржува мали бизнеси директно. Во 2022 ја отворивме Буксетис. Буксетис е сметководствена компанија со седиште во Вајоминг и поддржува мали бизнеси од многу индустрии.
најчесто дигиталните индустрии кои што се лесно да се обслужат, да кажам, remotely. И како почнавме да го развиваме Booksetис, вака почнавме се повеќе и повеќе да сваќаме дека локално во Македонија има голема потреба и голем интерес од она што веќе ние го имавме како ноу-хау, како систем, а тоа е обука на постоечки сметководители или на можеби некој што воопшто не е до сега работел сметководство, да го подготвиме како да ги нуди услугите на американски пазар. И затоа минатата година почнавме да ги склопуваме сите тие програми, како да ги обучуваме луѓето надворешно, надвор од нашите компании, за да можат да работат за американски пазар. И денеска тоа еволуираше во NextGen Academy, каде што преку повеќе од 150 луѓе веќе ги поминаа нашите обуки, имаме заедница која што е повеќе од 400-500 луѓе кои што активно комуницираат со нас, некаква имейл листа на повеќе од 1000 луѓе, и она што беше најбитно за нас дека во изминатите 6 месеци откако ја започнавме активно да работиме NextGen Academy, ни беше фокусот да го чуеме фидбекот, да чуеме што е тоа што ви е на вас потребно, што е тоа што ви фали, за да отидете на следно ниво. И затоа го изградивме она кое што сега е веќе идното NextGen Academy. Ќе оставам Анастасија да ви каже малку повеќе околу тоа како ќе ти изгледа во иднина. Да, значи, нашата цел, кога станува збор за NextGen Academy, е да ја базираме на 4 главни пилари или 4 главни столба на кои што ќе се потпира ова академија, заедница, како сакате може да ја наречете. Најпрво, NextGen Academy ќе представува едукативна платформа, каде што ние, целото она наше искуство, кое што сме го собрале низ годините, работејќи практично на американски клиенти, во форма на дигитални производи или во форма на менторство, ќе ги пренесуваме кон членовите на групата, членовите на академијата. Зошто е едукативна платформа? Затоа што ова не е класично училиште, каде што, не знам, луѓето одат и поминуваат X време и учат само теоретски работи, туку ова е една платформа на која што луѓето не само што ја потврдуваат теоријата која што ја знаат или можеби учат нова теорија, исто така имаат шанса да гледаат и како практично работиме, како практично се работи на американскиот пазар. И она што недостига генерално кај нас е недостаток од тоа практично искуство, и она што ние го видовме во целиот овој период, па и самите ние кога започнувавме, е фактот дека немаш од каде да учиме. И тргнати од таа девиза, решивме NextGen Academy да ја направиме како едукативна платформа, каде луѓето ќе можат да учат. Вториот дел кој што е многу важен да се спомне е дека се она што се споделува не само од нас како ментори во еден или друг сегмент, туку и од сите оние луѓе кои што ќе ги каниме во NextGen Academy да бидат како гости, спикери, ментори и така натаму, станува збор за луѓе кои што ја работат онаа работа која што ја предаваат. Значи, ова не е само сувопарна теорија во која што некој, не знам, професор на факултет седи и зборува една приказна 15 години едно исто, туку ова се луѓе кои што ја го пренесуваат искуството, меѓутоа преку нивната секојдневна работа. Така што во NextGen Academy, освен нас, ќе каниме и други експерти од различни области, се со цел да ви помогнеме да ги надополните вашите знаења, вештини, да бидете што е можно подобри кога ќе настапите на тој американски пазар.
Третиот пилар или третиот столб е, како што ние викаме, ние го живееме она што го учиме, или we live what we teach. И секојдневно, доаѓајќи со разноразни предизвици во текот на работата, различни искуства, се обидуваме сите тие искуства да ги инкорпорираме во некој од нашите производи или во некој од нашите менторски сесии, така што обуките, да речам, или тренингот кој што се обезбедува е динамичен. Значи не е едно те исто цело време, туку постојано има промени токму заради овие работи кои што ги увидуваме along the way, што би рекле американците, и сакаме да ви ги покажем. И на крајот, она што е најважно и што го видовме не само од вашиот фидбек, преку нашите курсеви, преку контактите кои што ги имавме со вас, е дека на нашата заедница ни е потребна континуирана поддршка. Значи, ворете луѓето да купат одреден производ, да поминат одредена обука, меѓутоа она што недостига е континуирана поддршка на тој пат до американскиот пазар. И затоа решивме преку тој тип на континуирана поддршка, кој што подоцна ќе кажеме како тоа уствари ќе се случува, да ве поддржиме сите вас на патот на кој што го имате зацртано, која год да е вашата цел, дали да отворите ваша компанија, можеби, дали да работите за некоја американска компанија и така натаму. Сега како ние помагаме? Ние помагаме на два начина. Првиот начин е преку дигитални производи, курсеви, кои што се така направени, спремни да покријат одредена, да речам, содржина, која што студентите можат да си ја гледаат во свое време и да си учат со динамиката која што нив им одговара. Тоа е едниот дел. И тука во рамките на дигиталните производи имавме македонски курс како да станеш сметководител за американски компании. Потоа воведовме сега нов англиски курс кој што е малку поунапреден, има теми кои што македонскиот курс не ги покриваше, затоа што нашата цел е сега да се представиме и во регионот, и интернационално, и за таа цел го ја збогатуваме програмата со еден нов курс на англиски јазик. Од дигиталните продукти имаме и работилница за LinkedIn, која што Патем Тонија држи, и многу типови на дигитални производи од типот на скрипти, прайсинг калкулации, модели како вие да ги билувате вашите клиенти и така натаму, сето тоа да ви помогне што е можно повеќе во она што во моментот го прави. Од друга страна, имаме и ongoing support, и тој ongoing support се сведува на неколку нивоа. Првото ниво е менторшип, еден на еден. Луѓе кои што сакаат да речам убрза динамиката на прогрес, тоа го правиме на интензивни сесии еден на еден. Исто така, во зависност што им е потребно. Точно, во зависност од тоа што им е потребно и во која фаза од развојот, да речам, бизнис развојот се наоѓаат. Понатака, поддршката оди и во една форма што се вика done for you, во смисла да речеме што ви е потребно, дали ви е потребно да го, не знам, оптимизирате вашиот LinkedIn профил, ама не знаете како, тоа може да го направиме за вас. Дали може би треба да се подготвите за некој со потенцијален клиент и не се чувствувате сигурни како тоа да го направите, и тука ви нудиме поддршка. Во зависност од она што вам ви е потребно. Само малце да надополнам во овој дел. Ова го започнавме повторно како одговор на она што видовме дека е потребно. Имаше многу пати вакви барања дека супер се курсевите, супер е воркшоп, меѓутоа јас сум во по-уникатна ситуација, сакам фокусирана поддршка. Затоа го собравме тоа и го спакувавме во пакет менторшип,
секој врз основа на она што му е потребно, подготвуваме за него програма и после ја имплементираме, тоест правиме еден вид курс кој што е индивидуален само за него. Меѓутоа има некои кои што се во фазата каде што не сакаат обука, сакаат резултат и викаат мене ми е потребна продажба. Јас пример сум собственик на компанија, имам вработени, имам системи, сакам да се направи систем кој што мене ќе ми носи клиенти, партнери, што и да е. За нив правиме пример Done for You setup на LinkedIn, кој што ние го имплементираме, ние го мониторираме, они се само тие кои што следуваат на состанок со клиентите или со партнери. Исто има некои кои што викаат јас веќе работам со американски клиенти, меѓутоа немам убав систем за да можам виртуелно да функционирам. Ние тоа го имаме, за нив имаме Done for You Operation. Значи ги сетираме, ги мапираме прво сите потреби кои што ги имаат, стилот колку луѓе се, кои софтвери ги користат, како комуницира и викаме за вас е овој сетап добар, го имплементираме и тие после продолжуваат да се го користат. Така да вака функционираат овие два да кажам сервиси кои што ги имаме. После тоа секако дека имаме сапорт кој што го правиме, кој што го немаме веќе во дигиталните продукти. Пример, повеќе луѓе бараат сапорт на определена работа и тука спаѓа еден вид и онаа работилница на LinkedIn, тоа е еден вид guided support, каде што ние им помагаме на луѓето да постигнат определена цел, кој што ние веќе сме ја постигнале, сме го изоделе патот и фактички им го забрзуваме времето за да намалат и во финанси, и во време, и во еден куп грешки кои што ќе ги чинат многу нервози, им го забрзуваме патот до остварување на целта. И последното, за кое што ќе зборуваме сега, е Next Gen Bookkeeping Group. Тоа мислам дека е најголемото барање кое што го имаме од самото отварање на Next Gen Academy. И ајде да видиме малце во повише детали, ќе зборуваме што е тоа Next Gen Group. Овдека, да, ова се дигиталните продукти. Анастасија, ако сакаш, можеш накратко само испомнеш дека имаме и нов англиски продукт, чисто да не стане забуна што има во стариот, што нема во новиот, објасни ги. И после јас ќе продолжам со Bookkeeping Community. Да, значи накратко во моментот активни дигитални продукти се курсот на македонски, како да бидеш буккипер за американски компании, новиот курс на англиски, кој што има нови теми, кои што се вклучени, кои што во македонскиот ги немаше, и работилницата за LinkedIn и продажба. Сега, која е разликата накратко за сите вие кои што сте го поминале македонскиот курс? А за тие кои што не сте го поминале, накратко, македонскиот курс имаше неколку теми. Првата тема беа кои се улогите, односно како сметководствената професија е поделена, што се може да работите доколку сте сметководител во Америка. Го покривавме комплетниот финансиски циклус од почеток до крај. Имавме практична работа во QuickBooks преку 4 сесии во живо, каде што обработувавме конкретни примери и на крајот имаше една тема која што зборуваше како и каде би можеле да најдете клиенти преку LinkedIn, Upwork и така натаму. Во новиот англискиот курс веќе навлегувам и во некои дополнителни теми од типот на да се разбере бизнис контекстот во Америка, односно кои се регулативите, кој е начинот на комуникација, како е типот на, да речам, комуникација клиент-давател на услуги, така натаму. Сето она што сме го увиделе низ годините. Зборуваме малку и за понапредни акаунтинг прашања. Значи, ако во македонскиот имавме основи на сметководство, тука имаме и некои малку понапредни примери. QuickBooks практичниот тренинг е горе-долу навигацијата низ QuickBooks, практичните примери изгледаат слично.
Потоа зборувам за тоа како е да се работи како фриленсер, односно кои се оние работи кои што вие е потребно да ги знаете за да бидете фриленсер и исто така кој е патот да може да си отворите компанија во Америка. Значи сите оние чекори од почеток до крај, отварање на компанија, тип на ентитет што сакате да го изберете, понатака како да отворите сметка во банка и слично. И на крај зборувам за прайсинг, модели на цени, кои се најдобрите прайсинг стратегии во зависност од типови на проекти на кои што би работеле и како да го изградите вашиот бренд. Она што, ете, јас го правам целиот овој период, го пренесувам на сите вас кои што сакате да исто така како мене, си градите собствен бренд и бидете препознатливи во таа, да речам, гужва на сметководители, конкуренција и така натаму на пазар. Да, значи ќе спомнам само ќе видите во подот снежните слайдови кај што ќе споделиме и интересни кодови за попуст, бидејќи сега сме Black Friday и Cyber Monday. Таму ќе имате линкови кај што ќе може да отидете кај секој од овие продукти, да кажем, и да ги погледнете во детали што содржи. Така да не навлегуваме повдека повеќе во детали, ќе кажам само накратко за LinkedIn Sales Workshop-от, дека тоа е практично го преместуваме истиот систем кој што го користиме ние во нашите компании. Ова го усовршувавме секако по годините, меѓутоа сега во моментот она што го користиме, ова ги учиме сите кои што сакаат да дојдат до американски клиент и исто така посветуваме еден дел и на каналите кои што се имейл, Upwork и носење клиенти преку referral, затоа што ова се исто канали кои што ги користиме, иако не толку фокусирано колку LinkedIn, меѓутоа за некој од вас може да бидат по апликативни во некоја фаза. Така да вакав изгледа Sales Workshop. И сега би сакал малку да се фокусираме околу Next Gen Bookkeeper Group, вака го крстивме комјунитито, не сум многу хепи со името, малце долго, мислам дека ќе го смениме во иднина, меѓутоа тоа е најмалку битно. Битно е дека после многу работа, ова беше многу повеќе работа од колку што мислевме дека ќе биде. Конечно успеавме да склопиме еден продукт, да кажам, едно комјунити, кое што беше многу барано и знам зошто е барано, бидејќи е многу потребно на секој од вас, не само да добие информација во форма на информација и после да нема кај да се отпре, за секој е потребно да влезе во некакво комјунити каде што ќе има сапорт да го поддржува во целта што сака да ја оствари. Како што спомнавме, ние поставивме неколку правила во ова комјунити. Едно од тие правила е дека секој што ќе подучува, овдека мора да биде човек од индустрија. Значи човек кој што го живее ова кое што го учи. Затоа што мислам дека ќе се согласите со мене, на сите ни е доста од луѓе кои што едуцираат, а немаат позади нив никаква пракса. Не дека и ова е лошо, меѓутоа во денешно време на брзи промени на информациите, многу брзо застаруваат информациите. А оние кои што го работат ова и да кажам живеат од овој дел, тие се приморани да бидат up to date. Ова комјунити генерално ќе има 4 канали. И сега ќе ги објаснам накратко што се овие канали. Исто зацртавме цел дека ќе го започнеме во јануари, се надевам дека ќе успееме да ја оствариме целта. Пак ќе кажам, има многу работа, многу подготовки, договарање ментори, избирање платформа, склопување на сите работи да функционираат, меѓутоа мислам дека ќе успееме да го стартуваме во јануари. Кои се тие 4 канали? Првиот канал го крстивме Bookkeeping School. Што ќе се случува овде? Овде ќе биде практична работа во QuickBooks Online. Буквално како да сте отидени во некоја фирма на пракса. Секоја недела ќе добивате нова задача или нови задачи, кои што ќе можете вие со вашиот QuickBooks, кој што
до сега се надевам дека сте го отвориле, ако не имам и за овој дел туторијал. Вие во вашиот викбук да си ги вежбате и на крајот од неделата менторот, кој што на почетокот ќе Анастасија сигурно, ќе ви одговори на сите тие прашања кај што сте запнале, сте мислеле вака, ама не било вака, и ќе ви покаже како е правилно ова да се прокниши. Да повторам, ова се примери од актуелна работа. Ова не се од учебник извадени, ова се примери со кои што сме се соочувале ние во изминативе години. Да, и само уште една кратко дополнување тука. Во рамките на Bookkeeping School ќе разработуваме исто така и ваши примери. Доколку некој работи на нешто и не е сигурен дека тоа што го прави е во ред, ќе може да постира пример и тој пример потоа да се разработува, коментира, затоа што целта е да не биде ова само една субопарна теорија, туку да се реагира на конкретни реални проблеми со кои што луѓето се соочуваат во одредена фаза од нивната работа. Да, тоа не го знаев, ама да, тоа е одлична идеја, ако ви е вака замислено, затоа што имаме во нашето комјунити интернационални веќе буккипери кои што ова го работат и често пати од нив добиваме интересни прашања, така да ќе може да се искористат и нивните примери каде запруваат, за да сите заедно научат. Вториот канал го крстивме мастер клас и тука е замислено буквално да се формираат еден вид мини курсеви кои што во континуитет ќе ви помогнат да ги подобрувате своите вештини кои што ви се потребни за остварување на цел. Ова дали ќе видат вештини од типот на акаунтинг, од типот на продажба, од типот на маркетинг, брендинг, сето она што го согледуваме дека фали кај луѓето кои што се занимаваат со ова, ќе го оформиме во форма на мастер клас, за да со цел вие ги стекнете овие вештини. Тука ќе бидеме Анастасија и јас секако, а веќе имаме договорени ментори од надвор, кои што, како што кажав, се експерти во својата област и ова активно го работат. Следниот канал е многу интересен и знам дека многу од вас ќе ви интересира. Ние со поглед на тоа дека веќе подолги години сме во Америка и имаме веќе наш нетворк со сметководители, а фокусот не ни е нас во поддржување на овие сметководители, често пати доваѓаме до некакви job opportunities, да ги кажам, кои што некако неформално ги споделуваме помеѓу нашиот нетворк. Сега сакаме сето тоа да го формализираме, ќе го ставиме во еден канал и сите тие кои што се учесници во ова комјунити ќе можат директно да аплицираат на овие работи. Со подруги зборови да се поврзуваат со сметководителите кои што сакаат сапорт и да си најдат или можеби некаква пракса или да аплицираат практично да го земат ова и да го работат како back office support. На почетокот ќе ги споделуваме сите тие опортунити кои што ги имаме, меѓутоа и активно ќе започнеме да правиме outreach со цел да ги создаваме овие opportunity за оние од вас кои што не се уште подготвени самите да ги створат. Така да вака ќе функционира овој job board. Имајте само на ум дека ова е се уште во фаза на формирање. Се надевам дека ќе можеме да го започнеме, како што кажавме, во јануари, меѓутоа сега ви ја кажуваме само замислата како ќе изгледа целото комјунити. И на крај, четвртиот канал е Q&A channel. Ова е замислено да биде еден вид нетворкинг помеѓу вас, затоа што има од вас многу интересни приказни, има многу различни луѓе кои што работат на многу различни проекти и убаво е вие да се вмрежите, да се запознаете, бидејќи вака се ствараат и соработки, а и секако дека си помагате еден со друг, бидејќи веќе сте го поминале можеби она што е чалендж за некој друг. Тоа ќе биде едната цел на овој канал.
Втората цел ќе биде Анастасија, јас или некои дополнителни ментори, кога ќе видат дека фали некакво знаење, информација, да се уклучат и да ја споделат во овој канал. И морам да ви кажам дека овој канал, колку и да звучи едноставен, и зема најголем дел од фокусот, пошто целиот технички дел е комплицирано да се изведе, ама сигурен сум дека ќе го решим. Така, сега за сите вие кои што се прашувате за кого е ова комјунити и што може да добијам јас од ова комјунити. Ова комјунити е за сите оние кои што сте веќе локални сметководители, кои што имате акаунтинг знаење, кои што може би работите нешто надвор или не работите воопшто. Меѓутоа, ви е потребна поддршка, помош на тој пат, како да започнете, како да се развивате, едноставно да се ги споделуваме меѓусебните искуства, бидејќи секојдневно учиме еден од друг. Потоа е за сите оние кои што се фриленсери, кои што работат веќе на пазарот, меѓутоа се борат со тоа да најдат константни клиенти, луѓе кои што ќе можат на некој начин да се овозможат константен приход во текот на месецот, или, например, имаат проблем со тоа како да затвараат нови клиенти, како да се представат, како да се подобрат во тие sales питчови, колови и така натаму, така што тоа и за нив. И на крајот е за сите оние студенти, почетници, луѓе кои што сакаат да започнат да работат, имаат некаков ноу-хау, меѓутоа немаат никаква идеја од каде да почнат, како, што е потребно прво, второ, трето, и на нив ќе им помогнеме да си ја нацртаат, да речам на некој начин, кариерата и да почнат од одредена позиција и да стигнат до целта до која што ја сакаат. За сега тоа е во нашите глави, но можеби со текот на комуникацијата со вас, кога активно ќе биде комјунитито, ќе видиме дека можеби е потребно и нешто друго, или можеби и некои нови, да речам, профили ќе се појават на кои што ќе е потребно да им обрнеме некое внимание. Така што Овде само да напоменам дека кај фриленсерите не се мисли само на сметководителите. Пошто ние во изминативе месеци видовме дека луѓе кои што немаат сметководствено искуство, меѓутоа работат веќе како фриленсери, дали се тоа виртуелни асистенти или се можеби маркетинг, тие можат ова да го искористат како дополнително знаење, дополнително ноу-хау, да го додадат во своето CV и после да го понудат bookkeepingот како edit feature сервис кон нивните клиенти кои што веќе секако ги таргетираат или ги имаат. И како што спомна Анастасија, да, и за комјунитито, и за сите продукти тоа важи moving forward, дека доколку имате некој фидбек, видите дека нешто фали што сега го има, ние сме секогаш отворени тоа да го чуеме и да видиме како можеме да го имплементираме. Да. И тоа сме ние. Да, уште еднаш за сите вие што да, не знаете или не знаете. Јас сум генерално задолжена за се што е поврзано со акаунтинг, оперативна работа, така што сето она што го праваме поврзано со тој дел, тоа ни е повеќе фокусиран на селс, на маркетинг, на продажба и тука и нашиот тим на луѓе кои што, како што спомнавме, ќе дојдат, ќе помагаат со нивното искуство, со нивната експертиза и од друга страна сме се разбира отворени за реферал партнери, затоа што такви веќе ги имаме во регионот. На кратко, што е тоа реферал партнер? Тоа е некој кој што заедно со нас работи на промоција и презентација на производите, на комјунитито, на сето она што ние го работиме и за таа цел нормално добива одреден процент на компензација. А исто така сме заотворени и за луѓе кои што сакаат да бидат наши админи,
да ни помогнат во организирањето на ова комјунити, во сапортот кој што ќе го даваме кон заедницата, така што доколку некој е заинтересиран за нешто вакво, слободно пишете ни и ќе имаме посебен кол на кој што ќе ги дискутираме деталите. Да, ова само малце да го објаснам ако може. Значи, прво можете да ни пишете на овој имејл. Верувам дека и од овој имејл ја добивате комуникацијата веќе оние кои што сте sign up на листата. Значи, бараме генерално од Македонија, бидејќи ова е само за оние од Македонија, два типа на соработници. Првиот тип е referral партнер. Оние од вас кои што во ова гледаат value, гледаат дека ова е вредно и истовремено знаат дека имаат комјунити, пријатели, колеги кои што може ова да го користат, сакаме да ни пишете, имаме посебен дел во нашиот софтвер кој што се вика Referral Dashboard, ќе ве ставиме во овој софтвер и ќе си добиете вие ваш линк. Откако ќе го добиете овој линк, вие во моментот кога ќе видите дека некој од вашето комјунити му е потребно нешто од она кое што го има кај нас, ќе го споделите ова со него и се случуваат две работи. Првата работа е дека човекот со кој што го споделувате добива попуст ако дојде од кај вас, ако купи, вака ние го мотивираме тој да го искористи вашиот линк, а да не дојде кај нас директно. А кога ќе дојде, втората работа е на вашиот профил доаѓа определен бонус кој што ќе го договориме како процент од секој купен продукт. Вака ние ќе почнеме да шириме мрежата и веќе имаме вакви партнери надвор од Македонија, меѓутоа сакаме да го понудиме истото и за вас во Македонија. Да повторам, тоа е за само околу реферал. Втората работа е за сапорт, бидејќи ова ќе се шири, ние веќе имаме некој кој што е надвор од Македонија, меѓутоа повторно и доколку некој од вас има што е заинтересиран, админ сапортот да стекна, одговарање, мејлови, работење со целата таа администрација околу курсевите, доколку имате слободни сати во денот, ова не е фултајм работа, може да ни пишете и ќе видиме кој сте, што имате да понудите и каква соработка би можеле да оствариме. Така да, сите заинтересирани може да ни пишете на мејл. Океј, сега стигнавме до последниот дел. Ова е, иако е Black Friday, е еден вид едно фала за сите вас кои што дојдовте на овој вебинар, а и за сите вас кои што ја започнавте целата приказна од, да кажам, основањето на NextGen Academy па до сега. Со скенирање на овој код можете да отидете на посебна страна кај што се објаснети сите наши продукти и тие сите се на половина цена. Значи можете ваму да ги погледнете продуктите и доколку сте заинтересирани, доколку сакате, можете да ги купите до 2 декември. Дополнително на истата оваа страна, подолу која ќе се симнете, имате форма што можете да пополните за да направите sign up за нашето комјунити кое што ќе почне во јануари. Значи сите вие кои што ова не морате сега да го купувате, меѓутоа сите оние кои што знаете дека сакате да бидете дел од ова комјунити, пополнете формата затоа што сите што ќе бидат на оваа форма, која ќе го започнеме комјунитито, ќе добијат попусти. Ова е накратко она што имавме да го кажеме. Мислам дека е тоа последен слайд. Фала ви многу уште веднаш на сите. Тоа би било се од нас. Јас тука ќе го стопирам снимањето за да не ја должим многу снимката, а ќе оставам доколку имате некој од вас прашања, коментар, слободно да не прашате.